Не е време за на улица, време е за во шума. Е мотото под кое започна еколошката акција на Водно. Со садење на дрва и чистење на сметот оставено од несовесните посетители, од Македонскиот сојуз на извидници порачуваат на овие активности да им се приклучат добронамерните граѓани кои ја сакаат природата. Благодетите ќе ги чувствуваат сите. Колку сме ние посовесни, толку другите граѓани се несовесни. Секој наше следнудење на тоа место наоѓаме се повеќе и повеќе ѓубре. Имаме и акции за чистење, ама свеста е на многу мало ниво. Планинари, извидници и оние што ја почитуваат природата, скоро секогаш ѓубрето го чуваат со себе и го носат во своите ранци. За разлика од некои несовесни кои се несовесни кон природата и кон самите себе, го фрлаат ѓубрето покрај планинарските патики, а тоа ѓубре е најтешко се исчисти. Да престане сечата на дрва и да не се загадува природата е пораката која ја испратија и музичарите. Владко Стефановски се осврна на последиците, се поголемиот број на респираторни болести, а Аки Ракимовски се потсети на дамнешните пикници во родно Скопје. Се чудиме зашто нашиве деца патат од респираторни проблеми. Ако замените зеленило со бетон или со асфалт, се разбира што ќе ви се знае што ќе ви се случи. Воздухот ќе ви се загади, ќе останете без кислород и без прочистување на воздух. Ја колку се сеќавам за 1. мај сме иделе не со аута, него се идело пешки, ќе се тргнало со балје, па ќе се дојдеше до овде, па онда скроз горе и онда би цел ден биле во природа и тогаш морам да признам имаше поише дрво него денеска. Утре се одбележува Светскиот ден на планетата Земја, а оваа еколошка акција ќе се одвива до 7. мај.